дискусијата за колега Славко Длашевски. Првично кога почна малце ликови не сакаме некоја страна, значи не знаеме, утре ќе ќе види, да внимаваме што разговараме. Добро потенцирано, внимаваме сите, да знаеме што разговараме, така? И не се плашиме од тоа што разговараме, тераме натаму. Стапо има два краја. Ова е закана, Не е закана. ова е закана. Не е закана. Апсолутно не го гледам ова до закана. Не е во ред некој да каже нешто, како пивко да го некоја закана или некој нарава учење. Нема врска. Најможе да не е така што го сваќам јас. Многу интересно и тоа што вие го заклучите вчера или завчера или пред некоја недела. Ние го разговаравме во изминатиот период, а ова искусна комисија, овде што е наведена, не дојде до таа констатација дека се заставени параметрите. Тоа е многу интересно. Значи, ако требаше да тргне од негде, тука и сомнежо дека нешто не е во ред со целата поставка, значи тие услови околу ледови, медови и намалување на цените, сите тие работи ги знаеме. Значи, беше има бројки околу набавка, околу суми, сите тоа ги се скалкулира. Значи, има една друга што кажа, морално година на целата оваа поставка, на сите овие членови што се овде во комисијата, влијанието на целата комисија, стравот, тие да се изјаснуват. И ви прашам, дали некој од вас со реплиците, од владеачкото мнозинство, ги има видено забелешките, од другите компании што ги имат даен. Значи, ни јасно сте, ниту вие сте експерти. Дали некој ги има видено тие забелешки, бидејќи секој си го знае бизнисот најдобро и знае на која забелешка да укаже. До последните услови до кои дојде на овој тендер, не треба ни комисијата да даде одговор ни ништо. Компаниите кои дадоа забелешки, кои се одградија од коректноста на поставката, тие документи стигнаа до мене, лично од нив пратени. Зато знам за што разговарам. Ке си ги побарате тие документи од комисијата, жалбите, и на што апелираат тие дека е промашена целата поставка за водење за јавно осветлување. Значи ова не е купуваме месо и купуваме крупи. Ова е тендерска поставка за јавно осветлување и има чисто за гарантирани правила. На тоа се жалат останатите компании кои учествуваа на тендерот. Никој не се жали дали ледот до 3 денари, 5 денари или 10 денари. Така што на крајот сума да го прави нешто. Промашени се основните параметри на целата тендерска поставка, а тоа што траела многу години, тоа е само да се направи време да се покријат некои стари работи за да завземи ваква одлука, таква одлука, тие 10 милиони кои требаше да ги плаќаме сега намалени на 4, па после со анекси ќе ги греваме, сето тоа е игра која требаше да води со голем плод за тој што ќе земи овој тендер. Јас пак ќе речам, со изјавата на колегата, не се согласувам, како што кажавте во претходната дискусија. Општина Битола е напатена од две јавни приватни партнерства. Видовме во каква состојба Полимерни го остави пазарот, тоа многу добро го изфилмовавте и го покривте. Нема никаков проблем. Гледаме што се случува со јавното приватно партнерство кое го дадовме за паркинзите. Се бери арач што канта боја. И службите кои треба да го ревидират тој ѓутак, не излегуваат на терен. Зошто? Аномалите и поставките, тоа е проблемот. Регулационите системи на тендерските документации потврдуваат. Добро е да се промени тендерот. Нема кој да ги контролира, пошто се ваши блиски партиски функционери и ви е страх да одите таму да правите контрола. Благодарам.